она што ви го најавивме на самиот старт и она што не сме го зборувале во утринската, инспирирани за жал од негативна ситуација, односно несреќата која што пред известно време се случи во Штип, каде што нели готвачот, шефот на кујна загина од несреќа со лифт. Па некако тоа не потсети дека навистина треба да позборуваме малку околу безбедноста со лифтовите, не само околу одржувањето на лифтовите. Многу малку знаеме за деловите кои што се во лифтот, кои што се нели за тука за да ни обезбедат поголема сигурност, безбедност и така натаму. Каде треба да се обратиме, колку е векот на лифтот и така натаму. Многу прашања имам во глава, верувам ќе бидат корисни и на сите оние наши гледачи кои што живеат во стамбен објект, нели, каде што користат лифт. И верувам дека ќе ги поттикнеме малку да се погрижат и за својата безбедност, но и за одржувањето, малку да се заинтересираат околу лифтот кој што секојдневно нели го користат. Добро ни дојдовте, добро утро за Сековски Горан, председател на Сдружение на лифтови. Добро ви најдов, добро утро. Како сте утрина? Добро. Така малку поспонтано да почнеме, да. Ајде веднаш, она што прво треба да прашам, колку се безбедни лифтовите во Македонија, во нашата земја? Видете, лифтовите спаѓаат во опрема која е, да речем, високо регулирана со закони и правилници. Тие подлежат на покрај решението за пуштање во употреба, значи после првиот преглед и на редовен технички преглед. Прашањето е колку тој технички преглед се врши редовно и дали воопшто се врши. Би рекол, моја слободна проценка, бидејќи немаме точен број ниту на лифтовите, па да речем ниту на прегледаните лифтови, некаде дека 30-40% сигурно редовно се врши, може би 1%. Не толку редовно, а има еден одреден процент каде што нема информација. Нема информација или воопшто не е извршен. Да. Јас најдов една фрапантна бројка. Да, извинете, поправете ме ако нешто грешам, нели? За 2015 80% биле технички неисправни лифтовите. Можно е такво нешто? Па видете, во актуелниот правилник има неколку точки за подобрување на безбедноста на лифтовите, се мисли на постарите лифтови. И во таа смисла имаме неусогласено, значи на добар дел од старите лифтови со новите парања. Не се тоа многу, неколку ставки се. Мислам дека е подобра ситуацијата од тогаш, но се уште имаме, како што реков, не прегледа. Штом не се прегледа, значи ни овие забелешки или недостатоци не се воочени, ниту се дадат. Добро, и сега кои се предизвиците како здружение? Дали сите оние фирми кои што работат со лифтови, монтираат лифтови, се дел од ова здружение, дали самостојно може да се приклучат или имаат обврска, за да имаме некаква нели одговорност, да имаме некаква евиденција, веројатно и за тоа постои здружението, така правилници и така натаму. Да, членството во здружението е доброволно, не значи ништо ако некој не е член. Значи не е законски дека мора. Не е член. За жал, кај нас во нашата држава нема посебни барања за сервисерите, значи за фирмите кои одржуваат или монтираат лифтови. Единствено барање е тоа да е регистрирана фирма во нашата држава. Како здружение и како заедница се трудиме тука нешто да се донесе некој, барем минимум барање што треба овие фирми да ги задоволат во интерес на квалитетот. И безбедност пред се. Бидејќи се случува еден или двајца, тројца имаме фирма со неколку вработени, а да имаат земен да речеме за одржување голем број на лифтови, кои ни теориски што се вели не може да ги сервисираат. Според нашите правилници сервисерот е должен еднаш месечно да ги провери сите безбедносни уреди. Без разлика дали имало дефект, нема дефект, треба тоа да го направи. Со оглед на тоа дека нели лифтот независен е овој техничкиот преглед од друга страна еднаш годишно. Дека лифтот треба да има годишен технички преглед, значи би требало да има и малку поригорозни закони во смисла кој тоа го работи, кој тоа се занимава, колку е стручен тој што го работи, односно некое специјално полагање за таа работа. Нема, за жал тоа нема. Значи закони имаме, освен во овој дел, во барањата за овие фирма. Не се почитуваат или треба да се додадат ставки во законот, да се застарени се? Што е тука проблемот? Па за ова што зборуваме, нели? Има во еден дел и не се почитува. Да, би рекол дека
во секторот каде што се правни субјекти, јавни објекти, тука се вршат овие прегледи. И инспекциите тука се поригорозни, секојдневни за разни работи, па меѓу другото и за тоа. Не велам дека 100% тука е се завршена таа работа, но кај стамбените згради е малку потежок проблемот. Управителите на зградите и на влезовите имаат оваа обврска, имаат преземена оваа обврска да се врши прегледот, но сепак тоа е со одобрување од станарите. Знаете, сега бидејќи тој преглед има и цена. Јасно. Па тука станарите може да одлучат не сакаме, па не знам што е така натаму. Но, кога сме кај прегледот, тоа го прави прегледот фирмата која што монтирала лифт. За да стигнеме до тој момент, технички прием, кога се прави на зградата, дали во тој дел се бара спецификации за лифтот, за фирмата која што местела, нели? Дали во тој дел можеме да кажеме дека се почитува закон? Само да разјасниме, значи технички прегледи ги прават фирми независно. Не е таа што монтирала? Така наречени инспекцијски тела кои се властени од Министерството за економија. Тие што монтираат и што ги одржуваат лифтовите, како што реков, мора да има, сопственикот мора да има договор за одржување и овој што одржува мора еднаш месечно да дојде да ги провери безбедносни уреди. Годишниот преглед е од независна страна, нешто слично како со возилата. Имаме сервис, а имаме и технички преглед. А во техничкиот прием, оно што прашав, на зграда, пуштање нова зграда, нели? Нов лифт монтиран? Има тука постапка која во главном ја почитуваат и монтерите и собствениците, кај стамбени згради, бидејќи уште не е дефиниран собственикот, нема куќен совет, се јавува инвеститорот, така и законски. Значи треба да ја заврши цела оваа процедура на прв преглед, поднесување документи до Министерството за економија, односно до Државниот инспекторат за техничка инспекција и од таму добиваат решение за ставање во употреба. Значи лифтот може само после тоа да правно зборуваме да се користи. Да. И после тоа еднаш годишно се врши технички преглед. Ако не се почитуваат овие, значи лифтот не е за употреба. Да, јасно. Сега новите наспрема старите лифтови. Некако да сите знаеме да кажеме она што е старо и изградено од типот на, нели, и возило, и зграда и така натаму, она што го користиме, некако имаме поголема доверба во смисла дели по професионално, подобро, нели, како векот му е подолг и така натаму. Наспрема новите. Има ли вистина во тоа? И кога сме кај векот, колку е век на еден лифт? Треба да се сервисира, да се проверува и така натаму, но веројатно не може 200 години да обслужува еден лифт. Се менува и застаруваат и нели стајни, што и да е внатре. Се изработуваат според актуелни стандарди. Стандардите секојаш е жива материја, секојаш што напредуваат пред се во смисла на безбедност. Така што нема дилема дека новите лифтови од тој аспект се побезбедни. Сега има и други моменти, квалитет, цена, што сакаме за одредени пари да купиме. Тука сме квалитетот и цената, каде што секојаш не треба да има компромис. Као за секој производ имате разни цени, нормално квалитетот се одразува. Понекогаш тоа не влијае на тој прв преглед. Значи ги има сите работи што треба да ги има, сите безбедносни уреди, функционира, но прашање е како после тие ќе функционираат, колку долго и така натаму. Имаме стари лифтови кои се усогласени со нови барања и се добри. Од друга страна имаме нови кои имаат цело време проблем. Значи квалитетот е фактор што не може да го оцени ниту инспекцијското овие при технички преглед. Тука гледаме дали е лифтот монтиран како што треба, дали функционира, и така натаму. Као и за возилата имате секакви возила кои поминуваат на технички преглед, значи тие основните барања ги задоволуваат. Да. Зборувајќи за векот на лифтовите, кога треба, да речеме, посебно станарите кои што живеат во стари згради, нели, имаме и дотрајани лифтови. Не знам кај нас тоа како функционира. Не, како би требало, иначе кај нас викаш додека работи добро. Додека работи, додека функционира, додека е сигурен, безбеден лифтот може како треба правилно и законски. Има некои непишани правила, вистина не е тоа регулирано, ниту не знам за кој производ е регулирано.
да речеме, после 30 на години би требало или да се замени, или барем сериозен некој ремонт да се направи. Ние имаме овде лифтови, знаете, главно од 60-тите веќе по-масовно во Скопје, посебно се вградуваат лифтови, така да имаме лифтови кои се 60, 65, 55 години, кои веќе својот животен век го завршиле. Да, јасно. И како може граѓаните да се организираат со оглед на тоа дека рековме, има и кои што велат додека работи, ајде не од буџетов што го имаме во зграда да не трошиме за сервисирање, но оние кои што си се одговорни, оние кои што можат да се договорат, на кој принцип оди сето тоа што се однесува до промена, замена, убав преглед, односно замена на делови? Кај нас главно ваква замена или некоја капитална реконструкција прават куќни совети, сопственици кои имаат пари, односно имаат приходи, дел од зградата го изнаемуваат или на друг начин обезбедуваат некакви со телекомуникацијските антени на мобилна и така, билборд. За жал немаме некоја програма, да речеме, од општините има. Од време на време од скопските општини има финансирање до 30%. А може би таа варијанта е многу подобра, каде што општините ќе наложат нели на самите. Меѓутоа тоа се ограничени средства, оној по принципот кој прв тој ќе добие, нели, да, има одреден буџет. Да, оди тоа е во општина Карпош, Киселево, центар, што знам, не знам во другите општини, може би и во други. Меѓутоа некоја поголема финансиска поддршка во тој дел нема. Еве од нашава околина сега имам информација дека во Хрватска се донесе некој закон каде што да прашам, како тоа го прават во светот? Каде што државата 40 или 50% ќе финансира, општината оставено е простор ако има некакви средства и другото од собствениците. Значи, треба има и европски фондови по разни основи за пристап на повозрастни луѓе, па безбедност, па на населението. Значи, сега не знам колку се достапни тие за нашава држава. Меѓутоа, без таква поддршка од државата и од општините, тешко дека може нешто значително тука да се направи. Чини многу? Во смисла дали станарите ако се организираат сите, тоа би ги чинило премногу еден убав сервис на лифтот. Ај сега замена 20% плюс минус да речем, негде треба 25-30 илјади евра замена. Замена целосна? Да, целосна. Но многу помалку е, да речеме, замена на деловите и така натаму и така натаму. Па нема да иде многу помалку. Не? Значи, добро. Нема да иде многу помалку, да, може би половината. Да. И вие како здружение, каде го гледате решението на проблемот? Еве вака едно резимирање, нели? Кои се предизвиците кои што секојдневно ве мачат, со кои што се соочувате и на терен, и како здружение, и со нелојалната конкуренција, и со законите? Едно вака во финансискиот дел, како што реков, треба или државата или општините некако да се најдат. И малку повеќе едукација ја би додал тука. Едукација секогаш и она што велиме свеста, треба самите ние да се заинтересираме кои живееме во зградите каде што имаме лифтови да бидеме живееме во динамично време каде што немаме време за да размислуваме за лифтот. Обично повозрастните пензионерите, нели, тие се малку погласни, тие се оние кои што го користат, им е неопходен лифтот, нели, затоа што ако живее на поголем спрат му треба и не може пешки да го качува, но ние некако во турбулентниот живот и секојдневие малку помалку размислуваме. Малку со таа колективна собственост ние сите имаме проблем. Например, за возила сите се грижиме. Има пари, нема пари. Ама затоа што законот вика дека после година дена мораш да го регистрираш, пошто ако те фатат без со нерегистрирано возило, ќе добиеш казна. Овде нема казни или има? Па има, меѓутоа избегнува инспекцијата се да казна. Освен во крајен случај. Има опомени, има и така натаму. Значи истото е, само треба тоа дека е наш лифт, дека ние се возиме секој ден, дека нашите пријатели, блиски исто така се возат и дека постојат ризици, а овие ризици се намалуваат со добар сервис, одржување, со технички прегледи, редовно вршење и така натаму.
Така. Добро, значи малку повеќе одговорност, да се сочува лифтот првенствено, да се однесуваат како што треба со лифтовите. Правилно ракување. Апелираме, eti за помладите, нели, кои што не гледаат, правилно ракување, како што споменавте, не преоптеретување, не вселување и оцелување со сите ствари и уништување, така е. Се тоа го скратува векот, а после тоа и верувам почитување на сите оние законски одредби кои што си ги има во законот, но треба малку да обрнеме внимание, затоа што еве сведоци сме дека фалимо на Бога не толку често, но сведоци сме на несреќи предизвикани од нели откажување на лифт и така натаму. Благодарам за одвоеното време, ми беше навистина задоволство и интересен разговорот, а верувам и едукативен за нашите гледачи, па тука сме. Ке ве следиме и ке гледаме нели колку можеме да влијаеме и ние преку Утринската во размислувањето на оваа тема. Да. Благодарам. Благодарам вам.